За сме во студиото, почнуваме со разговорниот дел од емисијата. Александар Георгиевски, прв до врв, е веќе со мене во студиото на телевизија 24. Добар ден и благодарам што ја прифати поканата. Добар ден, благодарам за поканата, добро ве најдов. Така, насловот на овој разговор го ставив спорт, рекреација и можност за тимбилдинг. Се во едно. Да. 13-та година поред се случи прв до врв, трката од почетокот на Водњанска, па се до врвот на планината Водно. Ако направиме една ретроспектива, како почнавте, каде сте денеска? Може да се стави тоа во неколку реченици? Многу убаво, баш ја кажавте со тие три епитети дефиницијата за прв до врв, токму тоа е настанот, спорт и рекреација и тимбилдинг. Инаку прв до врв денес е стигнат до еден респектибилен традиционален настан во кој што учествуваат повеќе илјади учесници, доаѓаат најразличен профил на атлети од професионални надпреварувачи во атлетика и во велосипедизам, но и масовноста која што ја прават рекреативците, гости од странство и се повеќе тимови од бизнис заедницата, која што ни е многу важна, подоцна ќе објасниме зошто. А инаку настанот пред 13 години започна како една идеја да се организира нешто на Водно, кое што е една прекрасна можност и квалитет за нашиот град, затоа што е редок пример на планина која што почнува од речи се самиот центар на градот и им се нуди на жителите на овој град за најразлични работи, како рекреација и прошетки, спортување, чист воздух, знаејќи во каков град живееме. И започнавме со организација на трка прв до врв, без никаква намера и претензии тоа да прерасне во традиција. Не, традиција секој посакува кога ќе земе да организира нешто, меѓутоа во сериозен спортски натпревар. Идејата беше да биде тоа од забавен карактер, за рекреативци, за обични луѓе. Меѓутоа, уште првата година се пријавија спортисти кои што се натпреваруваат на државни првенства. Да. Така, нас нема професионалци, меѓутоа, кои што се натпреваруваат и се регистрирани во спортските федерации. И уште првата година имавме 1000 учесници, што беше над сите можни очекувања. Ние сакавме да организираме нешто што ќе биде, за неколку стотини. Да. И така настанот 13 години потоа е тоа што е денес. Ако не знам дали идат кадри од додека вие говорите сега, обезбедив некој видеоматеријал, нешто што разговаравме, што им пратите, нешто што има и по социјалните мрежи. Сите се со реден број, сите се со маички, сите се дотерани, што би се рекло, направени како да изгледа како една права трка. Да. Значи, и трката е права, значи и ние оваа година конкретно на последното издание немавме затоа што тоа зависи од календарите на спортските федерации, меѓутоа во рамките на прв до врв многу пати до сега имало и државни првенства на соодветните федерации во атлетика и велосипедизам. Добро. И така да настанот не е повеќе само забава, туку е и сериозен спортски. Од каде идејата за планина? Можевме да биде по главните булевари, како што се прави Скопскиот маратон, можеше да биде нешто на кеот на Вардар. Од каде идејата да биде тоа на Водно и да биде до врв? Не, самата идеја, како што кажав и на почетокот, се разви заради Водно. Ние работиме и друг тип на настани, кои што ги има и на Кеј, и на улица, и на други планини. Меѓутоа, овде беше Водно во прашање. Значи, ајде нешто да направиме со Водно, да. И така дојде и самото име кое што многу му помогна на настанот, тоа римување, таа звучност прв до врв. Секој многу лесно може да го запамти и тоа е исто еден од неговите квалитети и лесното распознавање, пошто тоа многу значи и во маркетингот, меѓутоа и во психологијата на луѓето да може на нешто да се сетат, да го познаваат. Така, рековте за почетокот дека не се само домашни натпреварувачи, туку има и странци. Каде странците можат, тоа е се си имате официјална интернет страна, може да се пријават, како доаѓате во контакт со нив и колку годинава имаше учесници од странство? Вака, значи, се буквално иде преку веб страницата и пријавување се. Мора да кажам дека овие странци се претежно луѓе кои што работат во Македонија, меѓутоа имаме и такви кои што доаѓаат наменски. Дури некои од рекордите на стазите што се користат за трките ги држат странци.
и пред се од околните земји, значи тие доаѓаат наменски за учество во настанот. Оваа година имавме учесници од Соединетите американски држави, Португалија, Италија, Русија, Србија, Бугарија, така да тоа е исто така една важна компонента да настанот да биде интересен и за учесници од соседните земји, а тоа е, претпоставам, интересно и за самата економија на нашата држава и град, затоа што доаѓањето на учесници од надвор носи приходи. Так. Ајде да почнеме со хронолошки, што би рекол. Од каде се почнува, каде се прави пауза, каде се како се ходи по козите патеки, по асфалтот, што се случува горе кога ќе се заврши? Прв до врв е настан кој што е составен од неколку различни трки. Значи, планинско трчање, друмски велосипедизам, планински велосипедизам, електрични велосипеди и повторно планинско трчање, меѓутоа тоа е тимбилдинг трка, така наречена Summit Run, која што е за компаниски тимови. Добро. Сите овие трки мораат да стартуваат на исто место, да поминат на контролна точка на средно водно и да завршат на целта на водно. За велосипедските трки патеките се мандаторни, по кои што се исцртани и мора да се вози по нив. Меѓутоа за трките во планинско трчање и планинарење, освен овие три точки што ви кажав, старт, средно водно и врв, учесниците може да одат каде сакаат, значи на кој како му одговара. Нема правила други. Сега вие кажавте паузи, значи оние што се надпреваруваат за да победат и да остварат некакво време, нема паузи кај нив. Дури и не знам тоа за обични рекреативци како нас или како гледачите, да кажеме дека од основното училиште Кочо Расин па до врвот на водно, рекордот е 32 минути, што за еден обичен рекреативец тоа е до врвот. До врвот, да, тоа е, да кажеме, недостижно време за дистанца од 5 километри на рамно да ја помине. Така, ова е, например, на една сериозна угорнина, така да... Би требало неколку часа. Па кој е просекот? Просекот е час и половина, зависи колку е подготвен надпреварувачот. Инаку рекордот е 32 минути за најбрзо искачување. Го држи од минатата година учесник од Германија, значи тој е репрезентативец на Германија во планинско трчање. Така да и нас ни беше голема чест што учествуваше на прв до врв, меѓутоа ќе чекаме некоја наредна година некој да го сруши рекордот, иако мора да кажам дека наш надпреварувач од Куманово, Милош Ранчич, за само 10 секунди послабо време имаше од него, така да... Па тоа е добро. Па тоа е одлично, да. Исто така репрезентативец на нашата земја во трчање. Така да тоа се Тоа сакав да прашам колку е рекордот од страна на нашите надпреварувачи, ама Джим има за половина час до врвот да стигне, тоа е одлично подготвен. Значи имаме и ние добри атлетичари. Исто во велосипедизам, во машка конкуренција се македонски рекордите, во женска се во друмски велосипедизам од Бугарија. Така и за колку пристигнуваат до горе со велосипед? Со друмски велосипед за 35 минути. Бидејќи се 12 километри во прашање или по асфалтниот пат. А по земјиниот пат? 8 километри, бидејќи има кратенки, 40 минути е рекордот. Да, со потешки услови се вози. Таа е најтешка трка. Значи, планински велосипедизам е најтешката трка. Јас секогаш тоа кога ги прогласуваме, го потенцирам дека за нив има многу кал, има многу тешки угорници. Сите трки се подеднакво тешки, меѓутоа оваа треба да се издвои затоа што е И се пристигнува горе, и што се случува горе? Видов на видеата на инсертите дека има забава, тоа е уште една од одликите и различностите на нашиот настан, затоа што ние не сакаме да бидеме како повеќето, значи не како сите, меѓутоа како повеќето, каде што луѓето доаѓаат, трчаат и се заминуваат. Туку организираме еден фестивал со многу музика, со многу забава, со многу содржини, благодарение на спонзорите кои што имаат свој експо дел каде што се представуваат, каде што подаруваат, каде што организираат најразлични активности за посетителите, и тоа е исто така една важна компонента на настанот и многу успешна затоа што ги задржува луѓето да си поминат убаво и да се наградат самите себе за искачувањето и да си поминат убаво на врвот на водно. Ве препознаваат компаниите, препознаваат оваа манифестација за
за добар маркетинг, за добра промоција? Од почетокот до, еве сега овие 13 години се зголемува енормно бројот на компании кои што ве поддржуваат? Да, имаме, значи, тоа веројатно не се работи само за настани, туку е генерално правило за добар продукт. На крајот на криштата нели настанот е производ, како и разни други. Добриот производ е привлечен за маркетинг и за рекламирање или за остварување некакви интереси преку него. Ние имаме веќе трета или четврта година голема поддршка и како главен спонзор ги имаме Шпаркаса банка, морам да го спомнам тоа. И тие не само како не ги гледаме нив како е огромна помошта во финансирање на самиот настан, туку и во нивните ресурси и капацитети со кои што придонесуваат како компанија и како креативност, многу помогнаа настанот да се развие во некои делови каде што ние како мала организација не успевавме да оствариме некои цели, така да таа синергија од добар и квалитетен спонзор и настан кој што има своји потенцијали доведе настанот да денес да личи така како што личи, а сите ние го делиме мислењето, па и учесниците. Не знам, ако видовте во видеото што ги имате, има изјави на крај, сите сме презадоволни од тоа каде стигна прв до врв денес. Која е границата, односно кои се најмладите категории кои што може да се пријават да учествуваат и која е она последна, највозрастна генерација која што се пријавува? Имате некакви Ние немаме ограничување, а на настанот се правуваат буквално и бебиња, значи има родители амбициозни кои што ги носат или во кенгур, или во кенгур, или во количка, или дечиња на некои 5, 6, 7 години веќе сами се качуваат, пошто така ги научиле родителите. Да, се рекреираат. Да, не има семејства и кои што редовно одат на водно или редовно одат во природа или негуваат активен живот. Така да имаме таков тип на учесници, а имаме и сениори од 70 години кои што постигнуваат и респектабилни времиња и резултати. И исто кај овој настан е добро што сите нив ги наградуваме по старосни категории, што е многу важно за еден поединец кој што е да кажеме на свој 50, 60, 70 години или дете од 12 години да си замине дома со одличие. Така, баш убаво. Кога ги спомнавме резултатите, не ве прашав, доколку се мериме со некои други вакви надпреварувања од регионот или од пошироко, каде можеме да се најдеме на скалата? Како спортски резултати? Како спортски резултати, како достигнувања, временски. Па еве како што кажав, Ете го кажавте човекот од Куманово дека е близу до Германија. И други, значи тоа не се некои големи разлики во велосипедизам, верувам ако дојдат странци посериозни дека многу ќе го спуштат рекордот и ние работиме на тоа. Значи нас ни е некоја си среднорочна цел да настанот да се развие меѓународно. Ако дојдат во велосипедизам, ќе има сигурно подобри времења, а во трчање досега 2 пати имаме германски рекорд од двајца различни луѓе, значи атлетичари од Германија. Меѓутоа нашите не заостануваат многу. Исто може да видиме дека во маратонско трчање го имаме Дарио Ивановски кој што е многу рамноправен учесник на европската сцена. Така да атлетиката е во подем, велосипедизмот исто така. Така да на прашањето дали сме конкурентни, сме, барем регионално. Значи не сме во елитата и во врвот, меѓутоа имаме атлети. Така, една од мотивациите за ваквите надпреварувања, за ваквото учество, се разбира е, барем моје мислење, дека се и наградите. Кој е наградниот фонд? Што добиваат учесниците? Што добива оној кој што победува? Бидејќи прв до врв, како што кажавме, е настан со 5 различни трки, со старосни категории, дури имаме поделба на генерален пласман и хоби категорија, за да ги издвоиме рекреативците од оние кои што се професионалци, и е невозможно да ги наградиме сите материјално. Значи сите добиваат медали, пехари, одличја, меѓутоа е невозможно имаме ние 50 луѓе кои што се качуваат на прогласување, тоа е невозможно да се дадат како парични награди. Еден сувенир ќе имаат од медалот. И уште од секогаш што го кажуваме на сите дека на прв до врв се доаѓа за престиж и на вистина за тоа доаѓаат. Меѓутоа имаме награден фонд благодарение на спонзорот на Шпаркаса банка, имаме секоја година награден фонд за срушени рекорди. И тоа е, значи, тоа можеме, значи, може да има максимум 3 срушени рекорди на прв врв во трчање, планински и друмски велосипедизам. Електричните точаци ги иземаме затоа што тука
нели голем фактор игра и моторот на велосипедот, некој ќе дојде со посилен и ќе победи. Значи секоја година имаме рушење на рекорди, оваа година имавме во друмски велосипедизам во женска конкуренција, така да имаме наградување за срушени рекорди, а за освоени прво, второ и трето место имаме само одличја и подароци од спонзори. Така. Колку што можев да видам додека се подготвував за овој разговор, веќе е договорен и следниот 14-тиот надпревар, односно за следната година. Апсолутно, значи ние како завршува тековното издание, веќе го закажуваме наредното, а лесно е да закажеме дека бидејќи прв до врв секоја година се случува третиот викенд во мај. Значи не се држиме до бројка, туку се држиме до третиот викенд, поточно денот недела во мај. Следната година се паѓа на 17 мај и настанот е веќе закажан. Тоа не игра многу улога нели кај поединците, меѓутоа тоа поише го правиме заради другите организатори на настани, за да нели да внимаваат да не се преклопат. Така. А веќе ги има, значи сезоната кога ќе почне веќе има многу настани и на предпоследното прашање само не одговорив вие прашавте за мотивацијата и учеството на деловната заедница во настанот од аспект на учество, не од аспект на спонзорирање. Би сакал тука да кажам дека ние си зацртавме како некоја цел таа таргет група да почнеме да го освојуваме, затоа што кај помладите, преку образовниот процес, тие имаат допирни точки со физичко воспитување, со спорт и рекреација, меѓутоа кај професионалниот човек, кај семејниот човек, тој кој ќе изгуби контакт со спортот, е многу тешко и да се доближи или да го види или да го почувствува дека може и треба да го практикува. И сега се случува еден интересен феномен што преку компаниите, преку нивните сектори за човечки ресурси, се повеќе почнува да се организираат ваков тип на учества во настани, некогаш и приватно се организираат, некогаш одат на настани како нашиот. И тоа е една голема можност и ние мислам дека успеавме да ја развиеме. Имаме респектабилна бројка на компании кои што учествуваат. За поединецот кој што е професионален човек, семеен човек и нема време за себе, за спорт и рекреација, да му го понудиме ова како можност, па тој да почувствува дека не треба да го прави само на организирани настани, туку дека може тоа да го прави секој викенд или два пати, три пати во неделата. Колку компании имаше оваа година и колку изнесуваат члена екипите? Има некој просек? Има мали тимови, меѓутоа, не знам, оваа година имавме неколку компании со по 70, 60, 50 учесници, што е... Од големите компании, значи. Што е за голем поздрав, да, поголемите компании. И мислам дека успеавме да ги анимираме и да ги донесеме на прв до врв, а и на други настани, ако имаме време, ќе ги спомнеме што следува. Бидејќи ние правиме и специализирани настани само за компании. Така да сметаме дека успеавме бидејќи да кажеме дека во трката за планинско трчање веќе се тие некои си 25 до 30% од учесниците, што е за нас многу добро, за да ја кренеме бројката на учесници, меѓутоа и да измислиме нов тип на надпреварувачи кои што инаку нели ги нема на ваков тип на настани. Не ве прашав за медицински екипи. Претпоставувам на неколку места има каде што следат, гледаат, превенираат, помагаат. Значи ние исто така кога еден настан ќе дојде во оваа фаза да се етаблира, да сам по себе да биде да се случува, потоа организаторот не се бави повеќе со да измислува или не знам што, туку гледа да направи што повеќе бенефиции за учесниците. Значи медицински екипи имаме на стартот, на целта, на средноводно и мобилна екипа која што води зад последните надпреварувачи, за да ако затреба, нели таа мобилна екипа може да се движи напред-назад ако треба да укаже помош. Покрај медицински екипи имаме сервисно возило за велосипедите, нели на некој ако му затреба помош за време на трката, за да ја доврши, имаме сервисна екипа која што може да помогне. Самиот фестивал со музика, има тука многу храна, освежување, сето тоа обезбедено спонзорите го правиме исто за бенефит на учесникот, така да тоа е исто така, да. Што е оно што треба да се
унапреди според вас за следните години? Што сметате дека недостасува? На што треба да работите во иднина и како да стигнеме до некоја бројка од 5000 учесници? Нас 5000 учесници, не, 4000 имаме во моментов, 5000 ни е краткорочна цел. Добро. А ние сакаме наставно да го видиме со 10.000 учесници во блиска иднина. А 10.000 може да бидат доколку го развиеме и го популаризираме барем регионално, значи од соседните земји. Тоа не е некоја краткорочна цел на која што сакаме да работиме. А потоа таквиот тип на учесници ќе донесе нели обврска да бидеме уште подобри во, не знам, во мерењето на време, во маркирањето на патеките. Тоа е тоа што тој што дошол да се надпреварува го интересира, да има добро обележана патека, да има поддршка, логистичка во медицинска помош, во сервис, да има освежителни станици по пат, да има, не знам, протеинска поддршка и така. Силно што е потребно за да биде профи. Да. Освен бизнис трката, организирате и трка со дедомразовци? На која што е на крајот на годината? Овие 3 трки ни се, да кажеме, најмасовни, најпосетени Правдоврв, која што нели е основата на нашето постоење. Исто сакам да кажам дека заради Правдоврв, кој што е настан кој што бара не 12 месечна, меѓутоа сигурно 6 месечна подготовка и работа. Да се подготвуваат. Да. И сега веќе кога ќе се ангажираат ресурси за таа работа, значи остануваат неколку месеци кои што може да се работи нешто друго. И така ние ги развивме и оваа бизнис тркава која што сега имаме на 12 јуни, Дедомразовска трка која што ја правиме непосредно пред Нова година. Некои други планински тури за велосипеди. Исто работката не ме прашав со институциите, бидејќи да организираш нешто вакво, треба да се добиваат дозволи, потврди, документации, град Скопје, институции. Да, тоа е соработуваме и со локална самоуправа и со МВР, затоа што мора да за трка која што засега сообраќајници мора сообраќајно решение, мора асистенција од сообраќајна полиција. Така да таа соработка има. Соработката е добра. Нема проблем, да. Добро. Овде некаде ќе го завршиме разговорот. Мене ми беше мило што разговаравме на оваа тема. Ви посакуваме повеќе од 5000 до година да имате учесници, поголеми награди, повеќе дружба горе на падините на Водно, па да се видиме на трката. Да, ви благодарам за поканата, за можноста на вашите гледачи да представиме што работи Правдоврв и да ги поканиме нели во иднина на сите наши настани да бидат што поприсутни, бидејќи јас како организатор секогаш им завидувам на учесниците, зашто не сум на нивната страна, затоа што гледам колку убаво си поминуваат. Така. Фала ви уште еднаш. Фала ви вам. Почитувани, овде ќе направиме една кратка пауза за реклами, па потоа продолжуваме со следниот разговор. Не го менувајте каналот, секако темата ќе биде интересна.